Виртуозот на пијано, маестро Симон Трпчевски, денеска прв пат во студиото на Репортер, мој ваш гостин. Симон, добре ни дојде. Добро е, најдов, Андријана, благодарам за поканата и поздрав за сите гледачи на вашата емисија. Мило ми е што одвои време да дојдеш во студиото, заради тоа што од тука ти заминуваш веднаш во Чешка на снимањето на твојот нов албум. Можеш да ми кажеш малку повеќе околу самиот концепт и албумот кој што ќе го снимаш сега? Па да, еве, во една ваква ограничена ситуација, да кажам, во врска со активностите за време на мистеријата наречена корона, испадна продуктивно да поминам дел од времето, така што буквално во овој период се направи еден договор за снимање на нов албум со дела на рускиот композитор Дмитрий Шостакович, на кој што ќе бидат поместени двата концерти за пијано и оркестар, и второто трио на овој композитор, кој што веќе се сними пред 3 недели во Софија, во Бугарија, заедно со двајцата мои фантастични колеги Александар Краповски на виолина и Александар Сомов на виолончело, кој што се исто дел од проектот Македонисимо. А сега во Чешка, во Острава, со Јаначкова филхармонија, ги снимаме овие два концерти. Значи, оваа недела практично, под диригентство на уште еден фантастичен колега и многу познат веќе светски диригент Кристијан Мачелару од Романија. И овој албум ќе биде издаден за Лин Рекордс, издавачката куќа од Британија, која што пак се јавува како издавачи на проектот, албумот за проектот Македонисимо подоцна овој месец. Сега самиот спомна дека во овие малку необични околности, кај тебе беше многу продуктивно, ти веќе го сними албумот Македонисимо и на крајот на овој месец се очекува негова промоција. Така е, да. Да, албумот Македонисимо се сними уште пред 2 години во Англија, на истото место точно каде што јас ги снимам своите албуми за EMI Classics, во една прекрасна природа, може би не толку да се спореди со нашата прекрасна природа во Македонија, но во секој случај многу убав предел во Источна Англија и многу ми е мило што конечно после 2 години што излегува овој албум на 28 август, значи на еден голем ден Богородица, за Лин Рекордс, тоа е и првиот албум од нашата нова соработка со оваа издавачка куќа. И јас сум навистина многу среќен и горд што излегува еден ваков производ на македонштината, на нашите многу длабоки корени, на нашето огромно фолклорно богатство, кое што е представено во едно многу поинакво светло, на уникатен начин, под перото на македонскиот композитор Панде Шахов. Која беше инспирацијата за овој албум? И она што ме интересира е на почетокот кога го правевте репертоарот, односно песните кои што ќе се најдат, за која песна беше веднаш сигурен дека мора да се најде на Македонисимо? Добро прашање тоа. Но имаше практично 2 песни, бидејќи се работи за еден концепт кој што јас го направив од 6 сплета, значи 23 numeri, да кажам, мелодии, на повеќето се македонски ора, сосема мал дел се песни, но кога веќе ме праша за песните, тоа е една песна која што ја научив од татко ми, се вика "Чие е она девојче", која што е пак многу интересно запишана од Васил Хаджиманов во периодот кога шетал низ Македонија и запишувал и нотирал мелодии, во Дебаре најдена конкретно, меѓутоа јас ја знам од татко ми од неговиот крај од Струшко. И уште една песна од егејскиот дел на Македонија, бидејќи јас сум егеец по потекло од мајчина страна, Филка Мома, која што е практично на една кукушка песна и е поместена на вториот сингл кој што излезе буквално деновиве, како една најава за официјалното излегување на албумот, при крајот на месецов, како што кажав. На твоите концерти се случува да свириш и македонски песни, македонска народна музика понекогаш да вклучиш. Како реагира публиката која што никогаш претходно не го слушнала овој наш автентичен мелос на песните кои што ги изведуваш ти на пијано? Па затечени се, прилично се изненадени, бидејќи тоа
Зависи за која нели култура, ако не е тоа во близината нели блискоста на нашава земја, тогаш сето она што е во Западна Европа или пак во Америка или пак во Азија е сето нешто поневообичаено заради сосема поинаквиот мелост, заради различните ритми пред секој што не можат да ги избројат математички, барем на прв поглед сигурно не. И мене ми е многу интересно, нели, пред се, не само кога свирам сам, туку и често пати сум знаел да вклучам колеги во изведба на бис обично. И сите кога веќе дошле во допир со оваа музика, развиваат еден посебен пиетет, бидејќи гледаат дека е тоа нешто сосема поразлично од она на кое се тие навикнати. И од тој аспект ми е навистина многу мило што проектот Македонисимо излезе, бидејќи долго време го се раѓаше, да кажам, во мојата глава, може би повеќе од 4 години и конечно пред 3 години излезе на виделина и ужива фантастичен успех на сите концерти кои што ги отсвиравме низ Европа, а последните беа и во Јужна Кореја точно пред да почне. Да, тоа сакав и да те прашам, кога беше последниот настап кој што го имаше ти пред публика? Предпоставам дека е поминато веќе долго време и дека ти не достига да излезеш на сцената. Да. Па добро, до некаде да, се разбира. Бидејќи тоа е еден нераскинлив дел од живењето практично, конкретно во мојот случај, а и на сите музичари, верувам. Конкретно Македонисимо се случи во Јужна Кореја во февруари месец. Но мојот последен концерт беше на 7 март во Билбао во Шпанија и 2 дена после тоа почна да се затворат аеродромите. Да. Па не почна веднаш да ги затворат, меѓутоа тоа многу брзо се случи, молскавично практично и тие беа несвесни за сето она што се случуваше во Азија и цела Европа беше неподготвена како што знаеме. Но интересно беше што салите беа полни, луѓето на оној шпански медитерански начин на кој што се навикнати да живеат воопшто не размислуваа за такво нешто. И сега од една страна велиш дека ти фалат концертите, ти фалат настапите, од друга страна па пандемијата ја искористи за да поминеш подолго време со семејството. Да. И супер ми е да ти кажам право. Се случило ли вака 5-6 месеци да бидеш дома заедно со твоите и буквално цело време да го поминувате заедно? Баш дома разговаравме, не се сеќаваме од кога било тоа практично. Претпоставувам некаде при крајот на средното училиште. Добро, тоа е нормално, пред да почнам да концертирам повеќе. И да, еве, сега за Чешка ќе патувам после долго време со авион. Добро е што моите деца дома имаат, тоест немаат проблем со седење дома. Кога беа тие карантините, кога народот беше и сега е во голема збунка една, ние немавме проблем да не излеземе од дома подолго време, но во секој случај имаш потреба од воздух. Така што бевме добро организирани со читање книги, бидејќи ќерка ми сака многу да чита, па им прави интересно да им биде и на братчињата. Или ќе гледаме нели цртани филмови, ќе си играме различни игри, па игравме игри без граници, па тука нели и родителите и ја и супругата бевме вклучени активно и постојано сме вклучени активно во активностите на децата. Беше весело и се уште ни е весело. Добро, сега сме отворени, па можеме малку и да прошетаме, да истражиме оваа чудесна земја Македонија која што не ја знаеме и не си ја почитуваме доволно. Како се справува супругата? Дали се навикна на твоите чести патувања, на тоа дека некогаш те нема и по 2-3 месеци заради тоа што си на турнеја? Не, 2-3 месеци никогаш ме немала Андреја. Напротив, првото долго патување за нејзе беше не знам кога, веќе сум заборавил сега, ама пред 12 години веројатно во Австралија и Нов Зеланд. Тогаш бевме практично 2 месеци заедно. Па на пробно, знаеш, пред да почнеш живееш заедно, мораш да пробаш. Како е? Не, се шегувам, мислам, ние сме заедно многу долго време. Ние созреавме заедно и пораснавме заедно и колку и да не и джинело, да се пошегуваме малце. Заедничкото живење или конзервативната терминологија брак е инвестиција во еден живот. Така што е многу нормално секој да покаже меѓусебно разбирање и почитување.
природата на мојата професија, за едно заедничко живење е предизвик, не е тоа играчка. Човек се труди кога ќе има едно такво бесценето разбирање, да го насочи во најпозитивен можен правец и тоа да функционира убаво за луѓето да се срекни. Да, Даниела се навикна одамна, како што кажав, и мислам дека супер функционира, но за да бидам појасен во одговорот, значи 2-3 месеци никогаш не сум бил одсутен, напротив, 3 недели биле најмногу што не сум бил дома за да не си го видам семејството, и без деца и со деца, заради тоа што мене ми е потребно едно освежување, не дека не можам да поминам долго време надвор, меѓутоа едноставно блиските луѓе го чинат животот. Ти пред интервјуто ми кажа дека си направил некоја луда комбинација патување до Австралија, после 3 дена враќање тука, после 5 дена си се вратил во Нов Зеланд, само да имаш време да си го видиш семејството. Буквално половина свет го стврте за да бидеш со твоите. Да, така е, да. Некојаш такви работи излегуваат. Јас направив еднаш, дојдов од Америка дома на 2 дена, па се вратив назад за Монтреал. Така беше. А ова за Австралија се случи пред 2 години, да, отидов на продолжен викенд во Австралија. Тоа многу екзотично звучи вака за звездиве кои што сакаат тоа да го кажат. И свирев во Сиднеј, Аделаида, се вратив назад, да, за да си го видам, да си видам децата, заради тоа што знаев дека после тоа нема да ги видам 2,5 недели или 3, а требаше од Тасманија се вратив во Истанбул, затоа што супругата не смееше со 2-годишни деца патува за Америка заедно, и после 6 часа во Истанбул заминавме за Сан Франциско заедно. Со што те привлече супругата кога ја запозна? Па имаше еден интересен момент таму, на базен се запознав. Ами, татко ми велеше, Симонче, жената се одбират на плажа. Така што во конкретниот случај беше тоа на базен и бидејќи беше ограничен бројот на девојчиња во моето училиште, бидејќи бев малку класови, сега се шегувам, нели? Малку одделенија, со другарите одев на физичко наместо на денот со тоа се случи еднаш или 2 пати. На денот кога музичкото училиште имаше часови по физичко, на базен одев со медицина. Таа заврши средно медицинско и таму имаше огромен избор. Така што не, ме привлече со добро и со убав вината, бидејќи фала Богу таа е многу побава од мене. Бидејќи тоа е нешто вака на прв поглед што човек секогаш го забележува, нели? Но внатрешната убавина и правичноста, што ја има е многу важно, и нормално интелигенцијата, таа е и психолог по професија, иако не работи така, меѓутоа тоа си има своја, секој ден ме анализира од глава до пети. Така што и шармот и посветеноста, воопшто да речеме, и одредени принципи и ставови кои што ги има за животот, повторно ги кажам правични, нешто што би требало да биде нормален стандард, е нели, убаво за добро функционирање. Така што тоа меѓусебно разбирање и почитување, настрана љубовта, и тоа е дел од љубовта, си има свое. Така што, да, супер. Ти имаш 3 деца, ќерката Лара и близнаци, синови. Да. Колку се разлика, какви деца се? 6 и нешто години, повеќе од 6 години се разлика. Да, па тоа ние со супругата не планиравме близнаци, тоа никогаш не го планираш, нели? Меѓутоа добивме еден исклучителен подарок, зашто сме многу благодарни и се срекни деца. Тоа е најважната мислам, мисија на еден родител, да кажам. Јас сум пораснал во една таква средина. Доста се, да кажам, весели, темпераментни, а Лара се однесува, нели, како постара дадичка, заштитнички, но и праведнички, да кажам. Бидејќи нели доста поголема, како реагираше? Извини што те прекинав, да, како реагираше Лара кога дозна дека ќе стане постара сестра? Добро, помалечка беше и беше малку чудно да знае дека има 2 бебиња во стомакот на мама. И сега, кога веќе тоа го разбра, посакуваше една сестричка.
И кога отидовме на скенот во државната болница, беше изненаден и беше тажна и се налути, што едното, кога дознавме полот, едното е не е женско практично и излезе од скутот кога ја држев. Таа е прилично вака, што би рекле англичаните, strong willing girl. Темпераментна. Темпераментна е и знае што сака. Но понатаму нормално се прилагоди и да, ги сака, ги чува, ги пази нормално како и секоја поголема сестричка, а пак тие и возвраќаат со љубовта. Сега од една страна ти си татко на 3 деца, меѓутоа ти си растен во семејство со 3 деца, ти си најмалото дете во твојата фамилија. Имаш постара сестра, постар брат. Како беше да се расте во едно такво семејство? Јас се жегувам. Си играле малку пинг-понг, ме тркалале брат ми и сестра ми. Ја имам брат и сестра поголеми од мене, кога сум бил дома како бебе практично и кога влегла мајка ми сестра писала. Меѓутоа јас во многу наврати и секогаш ќе го кажувам тоа, дека да не беше поддршката од семејството и разбирањето и во сите тие ограничени услови кои што сме ги имале како семејство од поглед на комодитет во било кој смисол. Јас немаше да бидам ова што сум, заради тоа што за една ваква професија или пак за еден ваков успех во една ваква професија, психичката стабилност е исклучително важна. Сестра ми секогаш била тампон зона меѓу мене и брат ми, заради тоа што сме, да речем, нели, поголема разлика, присто практично како моите деца. Меѓутоа, на крајот секогаш ќе се најде заеднички јазик, како и во сите нормални, да кажам, односи во едно нормално семејство, и нашите родители секогаш се труделе да го изнивелираат тој однос, и мислам дека исклучително успеале во тоа, така што да, ние сме горди на она што го имаме и сме го искористили и повеќе од што сме можеле практично. Какво детство имаше? Дали имаше време за излегување, за шетање со другарите? Како изгледаше твојот ноќен живот? Или немаше ноќен живот заради тоа што беше по цело време пред пијаното? Не, некои ме мислеа мене и овој бубалицава сега. Не знам шо. Бидејќи јас бев првенец на генерација од прво до постдипломските. Добро, не одев по кафиња, како што многу одеа, од часови, од предавања или едно друго. Меѓутоа никогаш не бев ограничен, јас знаев што сакам и бев посветен на професијата. Да, работев доста. Но тоа не значи дека не излегував. Мислам, можев да излезам кога сакам. Моите секогаш ме чека, особено татко ми кога се враќав од град. Не правев безобразности. Безобразија, па се враќам, не знам, нон-стоп во 3, во 4 наутро. И кога се вратиш во некој кафич, кај што се пушеше тогаш, велеше, излегувај надвор на балкон, не можам да трпам, бидејќи ти смрди целата облека, лошо звучи на телевизија, ти мирисе. Така што, да, излегував по кафичи, не толку многу по дискотеки, се дружев, наоѓавме многу, како да кажам, се трудевме да имаме по-здраво дружење. Имало и одредени лудости, вакви или такви, и покажува и мојот темперамент што сум правел нели, до Австралија и назад или ваму таму. Јас видов доста во животот и на млади години, заради тоа што нели, почнав со патувањата и за време на студентските денови, и сум се дружел доста и многу квалитетно на најразлични начини, така што. Со брат ти, освен семејната врска, ве врзува и професионалната. Вие заедно, ти компонираш, тој пишува текстови, имаш напишано песна на ќерка ти со која што настапила на Златно славече, меѓутоа па малку ми да знаат дека и ти имаш пеено на Златно славече. Па, да, тоа беа моите први чекори со 87 година, последната година кога се пееше на Златно славече во живо, со оркестар, за жал. Понатаму од тој аспект го испорасипаа фестивалот и се немаат истите критериуми кои важеа на времето и начинот на работа не ист. За жал, и тоа е дел од еден концепт што државата треба да го среди, а и вистински луѓе да го прават истото. Така што имам фантастични спомени, јас пеев и на првиот
детски фестивал на народни песни, на детски народни песни, нели? Плетенка се викаше. Пеев песничка на Хилми Билбил, човекот кој што ја напиша Бисер Балкански, една уникатна песна која што говори за македонското постоење. Така што да, мислам, пеев, свирев. Кај нас дома секогаш тоа се правеше. Без разлика, имал, немал, беше весело. Да, и Керкишката пееше на Златно Славиче. Ете да го искуси тоа, таа изрази желба. Ја реков, ако сакаш, тогаш добро ќе напишам песничка, би ги... Малечка беше, 5 и нешто години, испее една песничка, непослушно маче, која што за нејзината возраст можеби не беше најсоодветна, меѓутоа јас видов детето мое што може да направи и така ја направи песничката заедно со Панде Шахов и со брат ми точно така. Една така невообичаена скоцкана професионална песничка. Што се однесува до брат ми, да, добро, направивме, тој има талент за пишување. Јас од секогаш сум се воодушевувал на луѓето што пишуваат тестови за песни, заради тоа што тоа воопшто не е лесна работа. И ете, извадивме неколку песни, некои да, имате направено нешто и за популарни, за познати македонски музичари, значи тие направи Љубена на Тоше Проески, Звездо Северница, така? Точно така, да, го молам небото за твојата среќа на Маријан Стојановски. Една многу убава песна Андријана испеа, Звезда Водилка на Макфест, Девојко на Браво Бенд, која што исто така беше доста популарна, така што има доста песни што седат во фиолка уште. Твоја прва љубов е хармониката. Така. Меѓутоа, како од хармоника па сега се префрли на пијано и тоа не било како на пијано, туку до тоа да станеш светски пијанист? Па знаеш како Андријана, тогаш мислам да кажам класичната музика не можела да се спореди, да речеме, во поглед на свесноста овде кај нас, во поглед на, да кажам, да се спореди со огромната историја што има народната музика. Така што немаше во тоа време хармоника како инструмент да се учи како предмет во музичкото училиште и јас како најсличен инструмент кој исправ пијаното. Но хармониката секогаш остава моја прва љубов. И сме знаеле во различни седенки јас повторно да ја земам, нели? Тоа е поретко веќе во ова време, меѓутоа и свирам народна музика на клавир, но во секој случај народната музика е во сршта, тоа е постоењето на македонскиот народ. Народната музика е дел од голема инспирација на многу класични композитори. Така што јас продолжив на пијано, такви беа околностите, почнав да се влюбувам се повеќе и понатаму сето е историја. Добро, треба да ги спомнам, се разбира, секогаш тоа го правам, професорите Романови кои што дојдоа тогаш од СССР во Југославија, односно на распаѓањето беше тоа и го крена нивото на пијанизмот во Македонија исклучително многу и понатаму е се историја, да кажем. Меѓутоа, се сеќаваш ли на првиот концерт, се сеќаваш ли на првиот настав кога излезе на сцена пред публика? Имаш ли трема тогаш? Не би знаел да кажам, бидејќи седенките дома беа многубројни, но на сцена јас бев вон категоријата на надпреварот прва хармоника на Југославија во Соко Бања. И тогаш настапив на, да речеме, околу 5 години пред 10.000 гледачи. Мислам дека тоа е еден од првите настани кои што јас го помнам. Понатаму за пијаното... Да, за првиот концерт на пијано не се... можел да се сетам, да бидем искрен, но тоа во секој случај како дел од училишните концерти во средното, во музичко-балетскиот училишен центар. Тоа со тремата денес, ја имаш ли пред настап? Тоа се вика во психологијата здрава анксиозност. Тие пеперутки кои што, нели, ги кажуваат во стомакот или тука некаде на средината, во душата се вика тоа. Се, како да кажам, нормални за секој човек кој што има некој јавен настап. Дали тоа ќе, освен можеби за политичарите, ними ме веројатно многу полесно да излегуваат и да даваат изјави секој ден. Сакам да кажам и тоа е јавен настап. Јас имав големо искуство како дете, бидејќи бев како да кажам, навикнат веќе на настап пред луѓе, но денеска излегувам
сосема поинаку и веќе долго време тоа така. Публиката ја препознава емоцијата во твоето свирење, нешто што го прави всушност твоето свирење уникатно. Што се случува кога не ти е денот и кога не можеш ти да извлечеш некаква емоција од себе? Да, има и такви, не се многу Претпоставувам. чести, ама нормално, јас сум мислам жив човек, така сите имаме не баш, нели, денови кога ни се прави нешто што треба или мора да го правиме, да кажам, но јас никогаш не се поставувам себе си така, како однос спрема музиката, иако е факт дека некогаш едноставно не ми се свири и тоа е многу нормално. Зарем е можно? Да, можно е. И тоа многу е можно. Заради тоа што јас, Андријана, одам на одмор без телефон и без пијано. Значи, тоа може да се случи 2 недели, некогаш и повеќе од 2 недели, што значи и мускулатурата и мозокот да одмори малку. После треба малку време нормално да се врати моториката едноставно на целиот организам, бидејќи тоа е прилично комплексен процес. Меѓутоа уживам кога не свирам и кога немам телефон и интернет до мене. Така што да, имам некој одбрамен организам и мислам дека тука многу е важна психичката стабилност на човек, за едноставно сам да си каже, да си нареди себе си дека ајде сега треба да го направиме ова и сам си зборувам со себе и на себе дека сум практично среќен и привилегиран што имам можност да создавам музика, да создавам чувство кое што можам да го споделам со толку многу луѓе, заради тоа што многу би сакале, а не можат. Така што веднаш таа мисла која ќе те обземе, поинаку е чувството. Кога последен пат си свирал пред македонската публика? Тоа беше, чинам, ако не се лажам, на отварањето на новата концертна сала на Македонската филхармонија. Да, 2017, да. Ако нешто ми избегало во меѓувреме, нека ми прости публиката, мислам дека тоа беше. Колку се разликува македонската публика во однос на светската, во однос на примањето на класичната музика, реакциите? Јас не би дозволил воопшто да нема културни настани во оваа земја. Македонија, колку и да се развивала воопшто и во последните години, што е факт, на културно поле со најразноразни проекти, креативни програми од страна на културните институции, луѓето се трудат, не велам не. Меѓутоа, постои многу едноставен начин на кој што може во една толку мала земја да се направи еден концепт кој што ќе им го разубави животот на луѓето во помалите места и ќе ги вдахновува и нема да имаат потреба, толкова голема потреба да ги користат благодетите на централизираната власт во Скопје. Еве, често пати го споменувам тоа. Во Валандово има убава сала. Јас стасав на концертите, значи зборуваме пред 12 години можеби, кога ја правев добротворната турнеја низ Македонија. Ме пречекаа со калинка во Кавадарци, со едно буре ме пречекаа, бидејќи тоа е теквешија, нели? Вино или ракија? Ракија. Колку што сеќавам ракија беше. Јас пијам и едно и друго, не е проблем. Бидејќи сум казанџиски внук. Не за друго, мора да се продолжи традицијата. Нормално. Така што сакам да кажам, салата беше полна, имаат убава сала прво. Скопје до тогаш срамота беше што немаше сала, сега барем направија сала со одредени своји проблеми акустички за жал, меѓутоа да се надеваме дека ги решат. И сакам да кажам, луѓето на сите концерти тие што дојдоа во внатрешната Македонија, конкретно Валандово го спомнав, беа пресрекни да присуствуваат на еден убав настан. Така што тоа покажува, без разлика дали и колку се едуцирани во поглед на класичната музика, тие уживаа во тие моменти и на крајот на крајшта нешто ќе научат. Ќе им се допадне или нема да им се допадне, нели, трета опција нема. Меѓутоа мислам дека, да речеме конкретно, таа турнеја фантастично заврши. Сега се сетив дека мојот последен краток настап во Македонија беше на новогодишниот концерт на Средното музичко училиште во Штип, при крајот на декември, заедно со, како јас бев како гостин практично на мојот ценет и другар и колега Тоше Митрев, кој што таму предава и како диригент.
И конкретно се одржаа 2 концерти во многу студена сала. Да, имаше и реакции во медиумите, и твои реакции дека не биле условите за свирење. Знаеш како, Андријана, кога ќе доеш на сцена и ќе видиш дека учениците од кои што се дел од оркестарот, меѓу нив и девојчиња кои што се спремиле, како што е ред, се дотерале за концерт, а се на такви температури, а тие сакаат да бидат професионални, тебе ти станува жал едноставно. Добро е што јас се контролирав себе си и сето тоа го направив како еден симпатичен стендап говор, да кажам, а не ми вивна во главата па да направам поголем скандал, бидејќи јас не реагирав во медиумите, значи немаше мои реакции, туку за жал во Македонијава мене ме искористија за дневни препукувања меѓу партиите овде, а не ја сватиле мојата главна поента. И оно што сакам да те прашам за самиот крај на нашето интервју, ти свираше пред принцот Чарлс пред 20 години, меѓутоа раскажуваш интересна анегдота за средбата со него. Ами сакав да си поправам уже малку муавец со него, да бидам искрен, ама веројатно тие кралски протоколи. Тоа беше во финалето на надпреварот во Лондон, 2000 година, од кога почна, да кажам, мојата сериозна меѓународна кариера. И принцот Чарлс беше почесен патрон на надпреварот. Практично тој ја замени принцесата Дајана, која што беше пред него. И човек кој што според кралските протоколи учел да свири на виолончело, од она што го знам, и неговата, позиција, според неговата позиција, беше многу, да кажам, кроток вака во кратката средба, бидејќи тој ги предаваше наградите, ги врачуваше наградите на финалистите. И мене ми беше добро, интересно ми беше, и мило, и чест ми беше, сепак станува збор за принц на една огромна држава со голема историја. Се поздравивме, ја врачи наградата во еден... Сега, знаеш, тоа се одвива во момент кога цела публика аплаудира и дава овации. Тој такав човечки ми кажа тивко дека ми честиташе за настапот и ми кажа дека од тројцата финалисти јас му се допаднал најмногу, без разлика што јас се освоив втората награда. Ти благодарам за времето кое што го одвои, заради тоа што мислам дека имам уште многу муабети, многу анегдоти, многу музички теми на кои што можеме да разговараме. Меѓутоа ќе го оставиме за некоја наредна прилика. Се разбира, ти благодарам и тебе за поканата. Благодарам за гледачите што ве поддржуваат вака во неврзан, да кажем, и вака спонтан разговор во една таква атмосфера. Да се надеваме дека пандемија ќе помине, да посакаме на гледачите што поголемо трпение и дисциплина, да посакаме на државата што поголема контрола врз оваа работа и да се вратиме во нормален текст што поскоро. Благодарам уште еднаш.